и Демократска партија на албанците. ДПА. ДПА. Јас за себе говорам. Личните контакти со господин Џафери. Вие бевте дел од преговарачкиот тим за формирање на влада? Не. Говорам, него ја направиме една работа. Тие што ќе бидат во управа, тие ќе преговарат. Ние се направивме селекција, персонална селекција. И сега замислите, јас сум потпредседател на собрание, имам мандат таков и одеднаш да преговарам за правење на влада, а говориме за подела на властите. Ние имаме многу цврсто уверување дека тие кои што ќе работи, тој ќе го тоа чини. Кој е вашето мислење за Љупчо Георгиевски, господин Стојановски? Како мислите? Како личност, како личен кредибилитет, дали е тој криминалец? Ја на ваше место не би употребил ваков збор. Кажете ми вашето мислење за него. Не, видите што е. Ако стоите на став како криминалец, ја овој момент ќе си одам. Тоа се извинувам, мислев дали е чесен човек. Дозволите. Дали е чесен? Да. Такво прашање може да ви поставам на вас, вие се знаете со Љупчо Георгиевски? Не. Не, па како заносите заклучок? Не, ја само ве прашувам. Па ама како ти ме прашате, прашањето треба да има корен. Па имаше некои матни... Ама имаше некои матни, дозволите. Ние кога дојде Љупчо Георгиевски, првите делови станавме бугарска партија. Од кого? Кој така рече? Па така го правеа повеќе страни елементи. Ја не викам дека не е. Снагата не можеше да му се руши на Љупчо Георгиевски. По друг основ добиме друга димензија поправо и вика ајде ќе правиме бугарштина. Така неговите противници така да, го... и они, знаеш што, тука постигна ова. Кога се утврди дека тоа не е точно, сега дојде другиот термин, он е криминалец. По тогаш како го оценувате вие од водењето на... Јас, дозволите, Георгиевски со него, двајцата сме биле потписници за формирање на Лига за демократија. Прв пат. Како антикомунистичка организација, водена од Ѓорги Марјановиќ. Потаму напуштивме, јас не сум дошол, и сега кажувам дали ме прашавте вие, дали сум организатор, оснивач на ВМРО ДПМН. Ја не сум оснивач, ама сум еден од нив. Бевте, значи, на конгресот во Прилеп? Па како да не? Има таму, има мои ставови кои се биле. Да се вратиме на прашањето. Да. Кој е вашето мислење за Љупчо Георгиевски? Моето... дека е чесен човек и дека водеше добро? Видите една работа. Ако сакаш да бидеш силен, ти не можеш да отидеш Куманово Средорек, таму со ромското население, така го вика, ако може, нека ми опростат, нема да ме сватат криво, дека се пониска класа. Вие за противник не може да бъдете од друг. Да бидете силен, мора да тражите силен, па да изгледате силен. Не ви разбирам. Па ќе ме разберете. Ако избереа некој непозната личност, што ќе постигне со него ако не е Љупчо. Тоа исто, земете да дојде сега Барселона да игра и да игра во шутка. Барселона ќе тражи Реал Мадрид, ќе тражи... Да се вратиме на прашањето уште еднаш, дали е Љупчо Георгиевски честен човек според вас? Да. Да. Милион пати да. Во ред, правиме мала пауза за реклама, почитаме гледачи, станете со нас, се враќаме веднаш во емисијата. Не сакам да го... Пардон. Извините. Очи одеме со мала пауза за реклама. Режи, дали се спремни рекламите? Ако не ќе продолжиме со мометот. Да? Потоа ќе идеме со реклами. Значи, прашањето беше за Љупчо Георгиевски. Неговото водење според мен е многу проблематично. Зарем немаше многу грешки, зарем немаше многу чудни моменти во неговото водење? Од аспект на економски, некои малверзации,
Македонска банка, па еве дури на некој начин и вашиот син како водеше со царината. Не мислите дека имаше тука некои грешки во водењето, да кажем? Па јас знаеш што, не било ништо. Зошто една телевизија не објави зашто го судеа мојот син? Како вие гледате на тој случај? Ништо. Дали тој намештајка? Боже, сочувај од одсуството. Боже, сочувај. Дали мислите дека е тоа намештајка? Па да. Да. Можете да сватите, да некој го судите и да не му пратите покана? И да викате дека сте демократи, дека сте законита одлука донеле? Зошто не е тој во Македонија? Тоа е негов избор. Има некои... Зошто? Па баш на него тоа прашање зошто не е во Македонија. А зошто не сте вие во Шопско рударе? Дека сме од таму? Да, еве, што барате во Скопје? Еве го, давате го на слика. Ја не дојдов да правам реклама на мојот син, нити да го понижувам. Јас сум поносен со него. Да? Да. И тврдам, извонреден човек. Извонреден. Дали сега, ако сакате, дали возилата што се наоѓаат во царина, дали возилата што се наоѓаат во собранијата, во општините, а сите викат дека имат локална власт, е криминал. Зборувате за оние возила кои што се подарок од царина? Ние не говориме за подарок. Тоа е владина политика. Драган не беше прв во царина, ама беше во состав на Министерство за финансии. И таму што е направено? Кои се тие пари? Што да се знаете ли там кој е оштетен? Кој е оштетен? Граѓани. Молам? Граѓани. Кои се тие граѓани? Граѓани што се платиле, што не се требале да платат на држава. Дали случајот Бисерка сепак има нешто вистина во тоа? Да речеме, дали има сепак вистина во овие обвинување на сметка на криминално здружување за да се стане собственик на Бисерка, бидејќи има многу интересни моменти тука. Најсимпатичен момент ми е она наводна добивка на покер апарат за кој именно судијата од општинскиот суд во Куманово, мислам дека Кирил Доцевски се викаше човекот, или Звонко, мислам дека се викаше така? Да, Звонко, да. Звонко, како се викаше човекот, Ивановски? Јосевски. Значи, Звонко, судијата од Куманово, наводно добива 3 милиони евра добивка на покер апарат и врз основа на таа добивка потоа тој ги добива хотелите кои што се собственост на Бисерка. Тоа е доста многу интересна случка, мора да признам. Па ви може само да случаи да решавате, а не настани. Во тоа е и проблемот. Ние не решаваме настани тики случаи, а настани е реалност, а случаи како кој ќе го цени. И држите, точно, и слушаме и другите водители, говорат секогаш за случаи. И што се работи? Какви ова? Зашто говорат тие за некои 3 милиона евра? Мене не ме интересира тој човек, ја го знам. Да. За дали е среќа, не среќа, непосредни комшии сме. Он апаратот е добил 18 милиона. 93-та, така? Да, денари. Добре, потоа со каматите стануваат 3 милиона. Каматите стануваат 250 милиона. Односно 3 милиона евра, значи ќе му даде тоа прилика, тогаш? Море 4 ќе бидат. И сега, што барате тој имот, кој сака да биде на него газда, ако го некој продал? Односно, коцката го продава. Државата му дозволи. Државата му досуди. Судијата не се досудил сам, бидејќи тој тогаш бил судија и самиот суд досудил во негова корист, така? Не, тоа не би, ако е така, што спијат обвинителите? Тој тогаш бил судија, така? Да. И судијата, судот, кај што е он судија, досудува дека он треба да го добие процес. Таква работа не знам. Тоа не е можно. Тоа не верувам. И да е така, ја ќе кажам дека овдека има сигурно некој лудоболен човек.
Ама, бидејќи не сум учествувал во таа работа... Дали некогаш вашиот син бил собственик на Бисерка? Што? Дали вашиот син имал акции во Бисерка некогаш? Ама луѓе, зошто ме прашувате, па акционерски книги има? Дали... Ама викам, акционерски книги има, сите промени ги има. Че тој не бил никогаш собственик? Нити бил, нити имал сознание за таа работа. Собственик бил, предпоставувам, Мирче Јовановски. Ни тој е директор бил. Тој е директор на на